потребни 5 години за транзиција од земја со целосно заробени медиуми до прилично слободна за новинари. Од 118 место во 2016 година на 57 место во 2021 година. Напредок има, но голем дел од проблемите не се решени. Северна Македонија во изминативе 10 години напредуваше многу во почитувањето на медиумските права и слободи. Милан Спировски учествува во изготвувањето на извештај на мрежата на Safe Journalist. Таму е наведено дека има напредок. Меѓу сите земји кои што сме членки во мрежата, зборувам за Сдруженијето, независното Сдружение на новинари од Србија, Сдруженијето на новинари од Косово, Сдруженијето на новинари од Хрватска, Синдикатот на новинари и медиумски работници од Црна Гора и Албанија и Босна. Негде сме, како да кажам, истакнато дека сме во многу подобра ситуација околу безбедноста кај нас во Македонија, но се појавуваат некои трендови кои што онлайн нападите и во поново време слеп тужбите кои што ги иницираат локални моќници, влијателни луѓе кон новинари во Македонија можат да доведат до само цензура на новинарите. Последните трендови покажуваат дека еволуира и формата на напади врз новинари. Околу безбедноста низ бројки, да, има подобрување. Во 2021 година Сдруженијето на новинари според нашиот регистар има забележано и регистрирано 5 напади кон новинари и медиумски работници, од кои што 3 се кон жени новинари, но факт е дека иако бројот на напади се намалува, тенденцијата и трендот на закани во онлайн просторот се зголемува. За Зоран Иванов, новинар, кој ги поминал сите филтри на оваа јавна професија, причините се познати. Новинарите генерално и од страна на протестанти и од страна на полицијата па беа заштитени, иако не бевме одбележани вака добро, но мислам дека немаше многу медиуми, немаше многу новинари. Концентрацијата беше во 4 медиуми, Нова Македонија вечер, радио и телевизија, Скопје радиото и телевизијата, и горе-доле луѓето репортери што одевме вака по настани се познавае. Мислам дека и тие полицијата и во цивил и во не познавае. Во времето на транзицијата па се случија други работи. Криминалот, нели, напливот на криминалот си го направи своето и се чувствуваше таа небезбедност. Плурализмот донесе плурализам и на медиуми. Ова со интернет па уште повеќе, значи се зголеми бројот и на новинарите и на новинарството. Тоа е како се обраќа, од колку фреквенцијата е поголема, толку и опасноста е поголема, но структурата главно остана иста. Сепак, мотивацијата да се пренесе информацијата до граѓаните се уште држи ентузијасти во професијата. Еден од нив е и Илчо Матеничарски, млад новинар кој ги знае предизвиците на професијата, но истовремено го знае и значењето на новинарството за едно демократско општество и држава. Новинарската професија е професија која со себе носи предизвици и динамичност во работењето. Најголем мотив како млад новинар всушност за мене е трагањето по вистината и по фактите со цел да се донесе една вест и информација која е важна за јавноста. Иако состојбите во државата на локално и на национално ниво во делот на новинарството се далеку од добри, сепак новинарската професија е професија без која не може ниту едно општество. Поискусните памтат и подобри времиња. Со задоволство се сеќаваат на првите чекори во професијата, кога медиумите биле кредибилни и влијателни, а новинарите се држале строго до етичките и професионалните норми. Што е безбедна? Безбедна, ние го сваќаме некој да не те нападне на тенатева. Безбедна средина или амбиент за нормална работа на новинарите е да немаш притисок од рекламерите, да немаш притисок од подземје некој, да немаш притисок од политичарите, да немаш отворени хајки и напади на социјалните мрежи или асоцијалните мрежи, кои што се директно диригирани од некои комплоти кои што се организирани од некои политички центри или на крајот на критичната бизнис центри. Меѓутоа не е тоа проблемот инцидентни ситуации
кога некој со секири ќе ти излезе, кој се израз манифестација на гнев на одреден човек, на одредено семејство, на одредена неправда. И тоа не го оправдувам, меѓутоа може да го разберам. Проблемот со притисоците и нападите и безбедноста на новинарите е пред се и над се кога тоа е организирано од некој центар на моќ. Загрижувачки форми на напади врз слободата на изразувањето во последно време, посебно ке политичарите од владеачката партија СДСМ има. 7 година поред Сдруженијето на новинари на Македонија заедно со партнерските организации кои се членови во мрежата Safe Journalist Net, тоа се здруженија од 7 различни земји на Западен Балкан, изработуваат национален извештај кој што се гласи како индикатори за степенот на слободата и безбедноста на новинарите за секоја земја посебно. Интересна работа е што како факт еве ќе го спомнам дека скокот од 2021 во 2022 на индексот на Репортери без граници за Македонија чинам беше 33 места, дава една слика која што изгледа дека сме подобрени во сферата на медиумите и безбедноста на новинарите, но овој извештај кој што го правиме ние во рамките на мрежата Safe Journalist Net дава некое друго светло на национално ниво, на некои сегменти кои што сепак треба да се разгледаат и да се променат. Кај поискусните новинари, наполите на новинарските здруженија се препознаени. Новинарските здруженија, па и синдикатот до некаде, колку што следам, се трудат колку можат да направат амбиент, нели? Дури и законска заштита на новинарите, измени во кривичниот законник и така натаму се смета за кривично дело, новинарот да биде заштитен на терен каде што работи, нели, поготово такви кризни ситуации и моменти. И мислам дека е добра идејата во таа насока. Не знам дали се реализираше, мислам дека и ЗНМ тоа го форсираше да секој напад на новинар да биде третиран како напад на службено лице. Иако напорот на новинарските здруженија за реформирање на медиумскиот сектор се големи, сепак тие не се слушнати од властите. Кога станува збор за медиумските реформи во Северна Македонија, ситуацијата е 3 чекори напред, 2 чекори назад. Имаме проблем во проблем. Предизвик во легислативата во однос на измените на кривичниот законник и законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета. Во двата текста на законот здруженијето беше активен партнер да ги даде своите аргументи во форма на амандмани како членови на работна група. Тие два предлог за закони заглавија за жал во собраниска процедура. Сепак, мора да се потенцира дека за поголема независност на новинарите не може да се постигне без економска независност. Кога станува збор за медиумските реформи во Северна Македонија, ситуацијата е 3 чекори напред, 2 чекори назад. Имаме проблем во проблем. Предизвик во легислативата во однос на измените на кривичниот законник и законот за граѓанска одговорност од навреда и клевета. Во двата текста на законот здруженијето беше активен партнер да ги даде своите аргументи во форма на амандмани како членови на работна група. Тие два предлог за закони заглавија за жал во собраниска процедура. Некојаш многу по-лоши и по-тешки се некои економски параметри на притисок во смисла на тоа дали ќе ти даде некоја реклама, ќе ти уценува со тоа и така натаму.